Владино окрупнување или внатре партиски прегрупирања? Зошто Ахметија сака алијанса на Таравари да влезе и да биде дел од владината коалиција? Кога? И ќе биде сосема јасно дека дури ако алијанса на албанците влезе во владината коалиција, нема да имаат доволно пратеници за да се обезбеди двотретинската поддршка за уставните промени. Изад Меджити, пратеник, водач на фракционерското крило во ДУИ, еден од главните критичари на вице-премиерот Артан Груби. Добро дојдовте во емисијата. Господин Меджити, побаравте дел од вашите министри да дадат отчет за сработеното. Чинам дека до крајот на ноември требаше да ви информираат што сработиле. Изразивте голем број на забелешки. Што стана со отчетот? Имаше отчет од министриве, после ние сработивме, значи, и ревизија на отчетот, и тоа писмено, значи, писмен материјал имаше до председателството, според наше видување и според бројките, значи, резултатите има потврдување, значи не се ни малку задоволни членството од тоа, така да очекуваме тоа да се одрази и да има промени. Промени ќе барате од вашиот лидер дел од министрите да бидат сменети? Да, врз основа на отчетот, значи тие што немаат резултати треба да отстапат место, значи на поенергични, поуспешни и по На кого најмногу имате забелешки? Значи во овој случај прв човек е вице-премиер, значи владата и тоа прв Артан Груби, значи тој е прв на удар. По прашањето на новото евентуално коалицирање или влегување на алијанса на албанците, Али Ахмети генерално вели да. Иако Таравари за сега вели дека нема ништо конкретно се уште. Кој е вашиот став во однос на евентуалниот влез на алијансата на албанците во владината коалиција? Било каква влада ќе биде задоволна, значи ако обстане и ја помине, значи, сета ова криза со помали последици и во вакви околности, значи да се влезе во влада, значи не знам колку е паметно, прво за алијанса на албанците, но тоа е нивна работа, тие треба да проценат во однос на од наша димензија на гледање на работиве. Мислам дека нема моментум, нема никакви околности за да се завлез на алијанса во владата, бидејќи владата има стабилно мнозинство, значи 64 пратеника, посебно што деновиве, значи, јавно го искажуваат тоа алтернатива, па и малце срамежливо и Социјалдемократскиот сојуз и помалите партии, и останува дека ова само иницијатива на Демократската унија за интеграција, но треба да се има предвид дека ова нема никаква врска со интеграциите, со окрупнување, значи, на мнозинството, бидејќи далеку е бројката 81 пратеник, прво. Второ, значи, пратениците албанци без разлика од која позиција се, дали позиција или опозиција, во историски е докажано дека секој албанец, политичка партија, пратеник, нема никакви дилеми околу стратешките прашања, значи, за било кој договор, преспанскиот договорот со Бугарија или било што, значи, сите би гласале за тој договор, така да ова полека, значи, се трга маглата и се гледа дека е во функција да се задржи овој владин состав, значи да нема промени во владиниот состав, зборам на ДУИ, да се спаси и покрај таквиот отчет и покрај тоа што немате резултати, но ова е, мислам, за ова цекот ќе го плати ДУИ и сега и во наредните избори. Дали Ахмети всушност стравува од цепување на делот пратениците и со идејата што лидерот ја форсира, еве нека влезе и алијанса на албанците, всушност сака да ви ја намали цената вас и моќта, особено на скопското крило, каде вие релативно добро доминирате?
значи пак инсистирам дека ние ќе се придржиме до демократски процеси, до демократски алатки, мислам што може да ги искористиме, како што е враќање на дебатата во партиските органи, отчет, ревизија на отчетот и врз основа на ова, мислам, веќе ќе има јасна слика кон што се движи Демократската унија за интеграција. И ако беше наша интенција и барање, значи, да се формираат телата, сега сакаме да покажеме и докажеме дека тие тела и дебатата што се води не се само формални, туку се реални, и ако успееме во тоа, мислам дека сите разлики ќе ги надминеме внатре во партиските органи. Ако има простор, значи, кај што ќе ги искажеме и ќе не послуша за тоа. Во спротивно, значи, ќе бидеме приморани да посегнеме пак по други демократски средства, како што е фракционерство, различно размислување, па и во однос на бројката и да влезе алијансата, значи, кој гарантира дека 8 ќе влезат, прво дали се тие 8 сите едногласни, второ, значи, кој гарантира дека 8 ќе влезат, некој нема да излезе, значи, од тоа. И ќе се сведе пак бројката на 64, 65, 63, значи, така да на крај ќе се види дека ова не се работи за процеси, за интегративни процеси, туку ќе се сведе на дневна политичка база. Дел од македонските политичари стравуваат од етничка диспропорција, дури проценките се кадуи со своји блиски кадри и во обвинителството и во судството, ја заокружува моќта и влијанието во политичките кругови, но и во судско-обвинителските кругови. Како во вакви околности може да се говори за борба против корупција, криминал, непотизам? Зашто многу често партијата беше критикувана? Прво, значи, можам да се согласам дека во политиката многу е битна перцепцијата. Има една тенденција, обид, значи, да се прикаже дека албанците зазеле видни позиции, Демократската унија за интеграција во судството, обвинителството. Напротив, ја би се сложил дека има голем напредок, значи, од 2001 до сега, значи, и албанците се чувствуваат поравноправно, значи, во однос на другите граѓани. Значи, помалку се чувствуваат граѓани на втор ред, се повеќе се чувствуваат како равноправни граѓани во Република Македонија. Но не се согласувам со перцепцијата дека албанците или во овој случај Демократската унија за интеграција зазела видни позиции. Ја и покрај ова, значи, мислам дека во многу битни државни институции кои што ја креираат владините политики или тоа што е влијание, се уште има работа во тој однос, како што е МВР, АНБ, УЈП, царина, судство, обвинителство, банкарскиот систем. Значи, во ова има доста да се сработи и мислам далеку сме од тоа дека сме многу влијателни во овие области. Ја напротив, мислам дека многу малку сме присутни во тој дел. А во однос на последното, мислам дека реакцијата од американската амбасадорка треба сериозно да се свати и значи, треба да делуваме и да работиме сите за независно судство и независно, значи, судски органи за да делуваат во однос на борба против корупција, на правна држава и се за тоа. Ја споменавте американската амбасадорка која имаше сериозни критики и забелешки од начинот и на изборот на новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, господинот Абази. Дали со овие забелешки всушност на официјален Вашингтон, дуи на некој начин може би сега стравува дека сепак Вашингтон ќе започне, односно меѓународната заедница ќе бара прочистување на
компромитираните личности и луѓе кои за себе имаат па да речем Балкан веш. Напротив, значи дуи во овие 20 години, значи како стратешки партнер, мислам, гледал кон Соединетите Американски држави, Европската Унија и ние ќе ги послушаме и кога ни годи, и кога не ни годи, бидејќи секогаш оди во прилог на доброто на државата, на доброто на граѓаните, така да треба сериозно ги сваќаме нивните пораки и мислам дека тие ќе се одразат во нашите политики. Каде ќе седи Изет Меджити во наредниот период? Во посебното столче како независен пратеник во законодавниот дом или може да се очекува Али Ахмети да повлече таков потек што ќе го задоволи она крило, така наречено огнено крило, со тоа што ќе им даде одредени функции, дел да влезете како дел од владата, дел од директорските позиции, или ќе одите на варијантата или ќе ги исполните нашите ветувања, или ќе делуваме фракционерство, па се до можноста за формирање нова партија. Нашите барања се принципиелни, значи мислам и убеден сум дека го збориме тоа што го мисли членството долу, бидејќи имаме секојдневни контакти. Така да не се лични барања, значи ние сега сме добро позиционирани и во претседателството на партијата и во другите органи, така да ние само се трудиме и бориме, значи да гласот на членството да се слуша горе, да има реална дебата и врз основа на аргументирана дебата да се донесат правичните одлуки кои што ќе бидат во интерес на Демократската унија за интеграција на нашето членство и на граѓаните. И јас сум убеден дека во ова ќе се избориме и тоа не може да се поврзе само со лично. Значи ние не бараме да се трне некој и да бидеме ние од огнената група дел, значи во владиниот состав. Туку врз основа на дебатата бараме, значи тие што немаат сработено, немаат резултати, да се одат и да се препуштат место на други, бидејќи ДУИ демократска, мисламе партија која што функционира 20 години, значи има доста млади, значи мислам професионалци кои што може да се нафатат со било какви предизвици. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Почитани речи, тоа беше Изет Меджити, подпредседател на ДУИ, еден од членовите кои води битка во барањето за промени во ДУИ.